Да, се враќаме во студиото, како што најавивме, тука е господинот Благојче Атанасовски, политички аналитичар. Господин Атанасовски, ја гледаме политичката сцена, кај нас секогаш има интересни моменти, секогаш е турбулентно, но сега особено после овие страшни пожари кои се случија во низа, особено пожарот во Трубарево, но и континуираното палење на депониите. И сега и тука имаме ние едни дилеми во општеството што ни се случува. Власта, предводена од премиерот Мицкоски, вели дека тоа се хибридни напади од надвор, како што кажа, и од внатре, кои сакаат да ја урнат владата. Имаме тука веќе чудни изјави од министерот Ошковски, дали се, дали не се. Прво кажа нешто дека не се, па потоа дека се. Како гледате вие на оваа ситуација? Имаме ли ние овде некаков организиран напад да се урне владата со овие пожари или се работи за нешто друго? Па да не бидам погрешно сватен, не можем да прејудицирам дали тоа се навистина хибридни напади, но на целата работа гледам трагикомично од проста причина што станува збор за палење на диви депонии. Прво ние треба да го поставиме прашањето зошто сме држава во 21. век на европскиот континент која е членка, земја членка на НАТО алијансата и вели дека треба да стане членка на Европската унија, а имаме таков тип на депонии. Аналогно на тоа, на социјалните мрежи излезе слика каква е депонијата во Словенија близу главниот град Љубљана, каква е Дрисла и каква е Вардаришта. Од тој аспект е ситуацијата ужасно трагична. Второ, еве да поверуваме во изјавите на првиот министер или председателот на владата, премиерот Христијан Мицкоски, бидејќи треба со доза на сериозност да ги земеме изјавите на човекот кој предводи македонската влада, се поставува прашањето, ако се навистина хибридни напади, тогаш институциите на системот треба тие работи да ги земат в предвид и да ги испитаат сите дејанија, од каде доаѓаат тие хибридни напади, кој ги организира и на крајот на денот да се најдат виновниците и согласно законите да бидат процесуирани низ коридорите на судско-обвинителскиот систем во Македонија. Гледаме тоа дека не се случува и од тој аспект ние на тој начин покажуваме и докажуваме такви какви што сме во овие 35 години, дека сме институционално распадната или failed state, што велат американците, урушена држава која не може и нема институционален механизам да ја спроведува својата власт на територијата на која се води како држава. Од тој аспект, мене ми се тие, дури би рекол, и жални обвинувања, да речам, политички пресметки и препукнувања, веројатно на фонот на предстојните локални избори, но конкретно во Македонија ништо не може да ме изненади. Може би дилемата тука е негде вистината посредина, дека се случува палење од некои си политички центри на моќ, да кажам, за да се предизвикаат вакви пожари, но и да е така, треба пред лицето на јавноста да бидат изведени тие луѓе, но може станува збори за едноставно, како да кажам, системско пропуштање од непоносливата леснотија на живењето, ние да живееме обградени со депонии, бидејќи се уште температурите се високи, може и тие се палат од бездомници, од случајни луѓе или не знам ти, само од себе може да има случајно пожар во депонија каде што имате отпад со лесно соголливи материјали. Еве се случи фабриката да изгори во Трубарево, претходно во многу такви палења. Значи државата е цела во институционален распад во овие 35 години и сите работи што ни се случуваат, од палењето на дискотеката Пулс во Кочани пред 6 месеци, кога се случи најголемата трагедија во поновата историја на Македонија, до палењето на овие фабрики или пожарите, тоа е само одраз на нашето секојдневно живење и нашето функционирање, односно нефункционирање како општество, како држава и како институции на системот, бидејќи ние ги береме плодовите на тоа што правиме во овие 35 години, односно си упропоставаме нашата сопствена држава. Да, но видите сега каде тука се создава проблемот, како што и вие сами откажавте, вие сакате да му верувате на премиерот, бидејќи е логично кога председателот на владата да каже нешто дека има тежина. Еве на пример и синоќа во емисијата Анализа на телевизија 24 пратеникот Антонио Милошовски со слична порака, пожарите се можна субверзија да се предизвика страв кај населението. По дефиниција,
предизвикување на страв кај населението е тероризам, нели? Тоа го кажа и премиерот Мицкоски дека ќе се прават законски измени за пожарите да се третираат како тероризам. И после онаа изјава негова, каде што тој вели вака, не само што има, но кој вика вакви ќе има и во иднина, претпоставуваме дека има информација од безбедносните служби за тоа, не го зборува на памет, и дека доаѓаат од надвор, значи тоа е веќе исто така дефиниција за хибридна војна, дека некој води против државата, без разлика дали сака да урне владата или нешто друго. И ние не гледаме никаква реакција на институциите во смисла на заканата која се представува. Значи, немаме свикување на Совет за безбедност, немаме прогласување на кризна состојба, немаме ништо од тоа, а ни кажуваат дека не се случуваат малтене терористички напади во државата. Затоа велам и во минатото, кога опозицијската СДСМ беше на власт, имаше пожари, не од ваков тип, да речеме, за волја на вистината во главниот град и депониите во него и блиску главниот град, туку имаше пожари низ републиката, како што имаше и ова лето и претходното, па и тогаш имаше, да речам, некои политички изјави или политички фолклорни памфлети кои велеат дека, не знам, тоа се организирани палење на пожарите, говорам кога беше СДСМ на власта, владачката ВМРО ДПМН во опозиција, но немаше за волја на вистината таков тип на изјави дека се случува хибриден напад, хибридна војна, што велите вие и со тенденција на предизвикување на страв кај населението, што во науката се карактеризира како тероризам или дека тоа е организирано однадвор. Да, ако ние бевме сериозна држава и да, ако на вистина изјавите на премиерот се вистините, односно имаат огромна доза на вистина во тоа што го вели за хибриден напад врз државата и граѓаните и подкрепата на пратеникот Милошевски и целата владеачка структура, тогаш институциите на системот, не знам, Агенцијата за национална безбедност, Агенцијата за разузнавање, Министерството за внатрешни работи со сите по хиерархија контролни органи треба тоа да го испитаат, да го операционализираат и на крајот на денот да ги откријат кои се тие центри на моќ или предизвикувачи на хибридните напади, да ги изведат пред лицето на правдата и согласно уставот и законите да добиеме ние институционална разрешница. Доколку тоа не се случи, се останува на тврдењето на премиерот, да веруваме или да не веруваме дека тоа е така, односно дека се тоа дадени, да кажем, изјави во очи на локалните избори, каде што ете температурата, политичките пресметки се зголемуваат согласно фолклорот во македонската политика пред секои избори, без разлика дали се локални, претседателски или парламентарни. Некако ми се чини дека во оваа политичка номенклатура и во целата политичка ситуација, министрот Тошковски, министрот за внатрешни работи, Панчо Тошковски, како цело време да се провлекува низ игледни уши во целата ситуација, почнувајќи од Коча некаде што нит понуди, нит поднесе оставка, иако е директно надлежен таму, па се еве до последниот фемицид во Велес, каде што гледаме дека таму имало сериозни пропусти во работата на полицијата, каде што била прејавување и сето тоа заврши трагично за жал за таа млада жена таму. И еве и со пожарите, некако неговата функција си е недопрена, иако цело време одговорноста е негова, ми се чини. Катастрофата е наша, бидејќи ние се научивме нашите функционери да немаат м од морал во политиката, да немаат никаква политичка одговорност, говорам не кривична, бидејќи кога ќе побарате вие оставка, говориме од морални и од политички причини, така беше и со претходниот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски, кој сега е пратеник кога се случуваше хаосот со издавање на патни документи, така и со актуелниот министер за внатрешни работи Панче Тошковски, како што ги наведевте сите тие примери каде што во нормална цивилизирана западноевропска развиена држава ни 2 минути, не камоли 2 дена нема да размислува после Кочан или после сето тоа да си даде оставка од морални и политички причини, но нашите функционери толку се, како да кажам, оперирани од срам и од морал, да можеби ние да очекуваме небото да се сруши врз Македонија. Попрво би било логично отколку некој политичар, без разлика дали за односниот министер што го спомнавте или било кој друг во кој односен сектор, би си поднел оставка од морални причини. Тоа е дефинитивно
едноставно просекот во македонската политика. Јас не очекувам ниту од Панче Тошковски, ниту од Оливер Спасовски, ниту од некој иден Панче Тошковски или Оливер Спасовски, дека ќе покажува различно поведение во македонската политика во годините кои во иднината ќе доаѓат. Едноставно Македонија е тоа што е и ние сме многу зажалени. Да, се разбира дека сето ова се случува воочи локалните избори и тоа го кажува и власта, дека е причината за пожарите се локалните избори, како и да е тоа ситуацијата. И се чини сега дека она што владачката структура се обидува да го направи е да го врати наративот во јавноста на локалните избори пред се на политички теми. Тие сакаат да зборуваат за проекти, за тоа што ќе се прави, за тоа што е направено, за работата на градоначалниците, но некако не им успева да се отргнат од секојдневието. Мислам, кога цел град ви е обвиен во црн чат, едноставно не можете да размислувате за нешто друго. Сега ми се чини дека ќе бидат насочени на тоа, некако да се обидат сето ова да го тргнат на страна и полека да се вратиме на приказната за локални избори. Тоа е логично, бидејќи останува околу еден месец до гласањето на првиот круг на локалните избори, да наметнат наратив и теми кои се од доменот на локалниот карактер. Едноставно оваа власт веројатно има проблем сама со себе, бидејќи дојде на бранот на очекување на граѓаните на минатогодишните предвремени председателски парламентарни избори, бидејќи зема 58 пратеници, 430.000 гласа, односно граѓаните што се вели референдумски ја дадоа поддршката. Од друга страна, мислам дека како ни една друга власт, оваа власт некако премногу и се троши лесно и брзо за година и половина тој кредит кој го доби од граѓаните, односно имаме ни една нова ситуација каде што граѓаните, за разлика од минатите времиња, многу често се охрабруваат да даваат критики, секогаш преголемите очекувања завршуваат со преголеми разочарувања. Тука мислам дека власта има проблем, не сваќајќи каква поддршка доби од граѓаните и какви очекувања имаа граѓаните. Нормално е дека сега ќе се обиде да наметне наратив за локалните избори, дека незините градоначалници водат проекти за подобар живот, односно треба да ги убеди граѓаните дека градоначалниците во општините каде што ВМРО ДПМН и во овие 4 години имала власт се добри и треба да го дадат гласот за истите или кандидатите од таа политичка партија, а во општините каде што СДСМ или некои други градоначалници се на власт, ќе треба да ги убедуваат дека нивните кандидати се подобри. Да, верувате ли во тие анкети кои ги лиферуваше и СДСМ и Левица дека има пат кај владачката структура 100 до 130.000 гласа? Па, добро, сега ќе видиме, не сакам да бидам некој политички предвидувач тука, да бидам политичка баба Вања, бидејќи тоа ќе ми се земе за зло или дека политички навивам, но... Значи, тоа во бројки би било дека... 300.000 гласа. 300.000 гласа, точно, тоа е да речам природниот електорат или природниот хабитус на ВМРО-вското десничарско гласачко тело во Македонија, кога и биле најлоши, по 300.000 гласа не паѓале, но тоа ќе биде, да кажеме, казнување од страна на тие 130.000 гласови. Правиме хипотеза, ако тоа навистина се случи, ќе видиме каков ќе биде првиот круг на локалните избори, казнување на тие 130.000 луѓе кои се разочарале од политиките, но ако треба да направиме анализа на овие локални избори во Скопје, во градот Скопје и скопските општини и низ републиката, јас постојано велам дека и тенденциите и од минатогодишните парламентарни председателски избори, расположението на терен оди во насока. Јас да верувам дека ВМРО ДПМН, дури би рекол и прилично лесно, би ги освоил оние скопски општини каде што се уште има актуелни градоначалници, така било пред 4 години, кога СДС, СДСМ биле на власт, па ги изгубиле тие скопски општини, со исклучок на општина Центар, каде што мислам дека и согласно анкетите и согласно расположението на граѓаните треба или е благ фаворит да победи актуелниот градоначалник Горан Герасимовски. И со исклучок на општина Карпош, каде што немаме ние кандидат ниту од ВМРО ДПМН актуелен градоначалник, ниту од редовите на СДСМ, а имаме актуелни 5 компетитивни кандидати за општина Карпош, каде што и меѓу другото актуелниот градоначалник од редовите на коалицијата предводена од ЛДП и ГРОМ, Стефчо Акимовски е кандидат. Тука ќе има интересна борба. Во градот Скопје се очекува лесна, условно кажано, победа на Орце Георгиевски, бидејќи тој е и фаворизиран,
анкетите му даваат предност. Низ републиката очекувам во поголемите центри онаму каде што ВМРО ДПМН има градоначалници повторно да победи. Ќе видиме каква ќе биде битката во општина Струмица, бидејќи се вели дека можеби после 20 години ВМРО ДПМН прв пат да победи во општина Струмица, односно СДСМ да го изгуби тој бастион, и општината Куманово ќе биде многу интересна, бидејќи тука е врзана со судбината на политичката партија Знам, доколку се случи условно кажано чудо и во вториот круг СДСМ со етничко албанските гласови извојува победа во Куманово, тогаш мислам дека тоа ќе биде политичка смрт за кумановскиот градоначалник и неговата политичка партија. Ќе биде многу интересно во етничко албанскиот политички блок во општина Чаир, каде што е битката на титаните, нели, меѓу вице-премиерот и поранешен градоначалник од редовите на ДУИ, сега голем противник на ДУИ, Изет Меджитисо Бујар Османи, кој бил министер за здравство, надворешни работи, председателски кандидат, односно Али Ахмети го извади најтешкото политичко оружје за општина Чаир. Ќе биде интересно и за во општина Тетово, каде што е актуелниот градоначалник Билолка Сами, дел од коалицијата Вреди, доколку изгубат Вреди во Чаир и во Тетово, мислам дека тие ќе се распаднат како бугарска скупштина после локалните избори, доколку ДУИ ги земе тие упоришта на вленато е Тетово и Чаир. Интересна битка ќе има и во општина Кичево и Струга, односно тие се етничко хетерогени општини, во оние општини каде што условно кажано имаме предоминантно етничко албанско население. Очекувам голема победа и на советничките листи, па и на градоначалничките на ДУИ, односно коалицијата предводена од ДУИ засилена со Арбен Таравари. Морам да напоменам, очекувам позитивен резултат на политичката партија ЛДП, коалицијата која предводи на советничките листи во урбаните скопски општини пред се градот Скопје, бидејќи за волја на вистината извади една прилично кохерентна и листа со политичките шкаши од типот на Ристо Пенов, кој е поранешен или градоначалник на градот Скопје во 2 мандати, а сега е носител на советничката листа, после него е Никола Пановски, па дури би рекол дека ЛДП има покомпетативна советничка листа за советници во градот Скопје од една СДСМ и во другите скопски општини, па и низ републиката. Оваа политичка партија која обедини коалиција околу себе, а беше коалицијски партнер на СДСМ на минатогодишните парламентарни избори, може позитивно, да речеме, од типот на центар-лево либералните гласачи и електорат настроен кон центар-лево да го привлече на овие избори, да направи некој изненадувачки позитивен резултат, бидејќи до сега нели ЛДП беше дел од коалицијата со СДСМ, но контурите според мене во очи на локалните избори се тие. Да бидеме живи и здрави после локалните избори, ќе коментираме дали предвидувањата биле точни. Да, вие ја нацртавте големата слика од прилика, ви вицециравте цела држава, сите општини вака на брзина. Ајде да се задржиме малку на оние најинтересни моменти и импликациите кои може да произлезат од тоа. Се разбира, еве скопските општини Центар и Карпуш интересни се, бидејќи тука може да се случи нешто поинаку освен победа на ВМРО ДПМН. Се разбира, во Центар тука оди владачката коалиција со кандидат на Знам, Мирослав Лабудовиќ, кој ќе се спротивстави на актуелниот градоначалник. Нема потреба да не веруваме дека тој ќе добие поддршка од гласачите на ВМРО ДПМН, но сепак тука ќе биде интересно. Ајде да видиме, еве вака за Знам. Знам доби само 2 општини во Македонија, Карпуш и Центар и Куманово. Во Куманово е Максим Димитриевски, лидерот на партијата. Се чини дека судбината од локалните избори може да ја оцрта и судбината на Знам понатаму и како политички субјект. Апсолутно. Судбината на локалните избори ги завршила политичките кариери, условно кажано, на политички титани за македонски услови од типот на Бранко Црвенковски, па Никола Груевски до Зоран Заев. Тројца македонски премиери политичката кариера е завршила на локални, а не на парламентарни избори. Зашто да не биде тоа со случај со Кумановскиот градоначалник и лидер на партијата Знам, доколку ги изгуби изборите во Куманово, тој нормално нема да си поднесе оставка можеби од политичката партија Знам, но легитимитетот на еден начин во очите на јавноста, во очите на членството би го изгубил кога не би победил во бастионот. Исто станува збори за општина Центар, каде што најверојатно кандидатот на Знам ќе ги изгуби изборите, ако се случи од тие условно кажано 2 урбани општини, тие немаат ниту еден
градоначалник после локалните избори, особено Кумановскиот, доколку не стане, и има драстичен пат на намалување на гласачкото тело од минатогодишните парламентарни избори. На овие локални избори на советничките листи ширум Република Македонија, бидејќи доставија голем број на советнички листи, тогаш веќе во очите на ВМРО ДПМН, знам нема да биде тој не помал, бидејќи знаме едно, да речам, средно структуриран субјект кој изненади многумино освојувајќи околу 60.000 гласови, земајќи околу 6 пратеници, а сега после година и половина од минатогодишните парламентарни избори толку да им се стопи поддршката кај граѓаните, толку ќе се стопи во очите на ВМРО ДПМН и мирниот коалициски договор за прераспределба на ресорните министерства, заменик министри, директори, односно паритетно не би тежеле толку со функционери колку што тежат сега, и се предпоставува како оваа политичка партија ќе заврши на идните парламентарни избори, дали ќе оди повторно сама со таков драстичен намален рейтинг или ќе заврши како некој помал пред коалициски партнер на ВМРО ДПМН во широката коалиција на ВМРО ДПМН, тие 25 партии. Мене ми се чини дека и доколку го добие само Куманово, Максим Димитриевски, дека повторно ќе биде во проблем, особено ако ги видиме како што велите и гласовите на советничките листи, апсолутно. Но и за Куманово се чини дека може да биде борба, бидејќи според анализите Максим Димитриевски особено лошо стои кај албанските гласачки, кај албанскиот електорат, а знаеме дека во минатото албанскиот електорат во Куманово често бил пресуден за тоа кој ќе победи. Апсолутно, тоа е случај 2013 со Зоран Дамјановски. Цицкога во првиот круг, во налетот на ВМРО ДПМН, ВМРО ДПМН водеше во општина Куманово со околу 3000 гласови, направи, да речеме, пресврт во вториот круг, што многу беше тешко вие на режимот типот на Никола Груевски, таква авторитарна власт и авторитарна држава, да го понижите или да направите пресврт меѓу двата изборни круга. Тоа го направи пред се со етничко албанските политички гласови. Ќе видиме колкава разликата ќе биде меѓу Максим Димитриевски и Мартин Костовски во првиот круг, за психолошки да се направи атмосфера меѓу двата круга, дали етничко албанските политички гласови во општина Куманово би биле доволни за да се направи пресвртот. Точно, апсолутно со изјавите и политиките, мислам дека воопшто не да не е омилен, па би рекол дури е омразен кај етничките албанци, што е многу, па би рекол и лошо за тип на градоначалник кој води таква мултиетничка општина и средина каде што има значителен број на албанци, на срби и други етнички заедници покрај доминантната македонска. Сега ќе биде интересно доколку Максим Димитриевски во првиот круг направи, да речеме, значителна голема разлика, тогаш ќе имаме и деморализирање на гласачкото тело и на СДСМ, па дури и на етничките албанци кои ќе велат дека е премногу тешко да се стопи таа разлика, но ако биде политички блиска или Мартин Костовски му дише во вратот со некоја си минимална или разлика која лесно се топи, мислам дека тука меѓу двата изборни круга политичкиот хороскоп нема да биде поволен за Максим Димитриевски, може да се направи таква атмосфера на мобилизација пред се на етничко албанските гласови, кои некаде јас, како што сум ги анализира, се околу 10 до 12.000 во општина Куманово, кои гласале паритетно различно и за Дуј и за Влен, но тие може да се обединат и да одат на контото на Мартин Костовски. За Скопски Карпош има ли шанси Стефче Акимовски? Анкетите говорат дека веројатно изборната трка ќе биде многу интересна. Има и улични анкети, има и коментирани други анкети. Во Карпош е многу интересно од проста причина што имаме 5 компетитивни кандидати за градоначалници. Го имаме актуелниот градоначалник кој 4 пати досега бил градоначалник на општина Карпош со кандидатура за 5-ти мандат. Предноста негова е тоа што апсолутно е многу добро познат кај граѓаните во изминатите 4 мандати. Нормално, како секој политичар има и политички противници, во моментов тоа се од ВМРО ДПМН. Лошото по него е што ВМРО ДПМН сега е на власт и е нивни против кандидат. Од друга страна, тој може на тој начин па да влезе во вториот круг и да ги мобилизира преостанатите гласови кои отишле на контото, да речеме, на останатите кандидати кои би испаднале во првиот круг. Правиме хипотеза, тоа е нели кандидатката од СДСМ, од левици и независните. Тогаш на бараш може да се види дека карпошени ќе одлучуваат паритетно дали ќе гласаат за прв пат во историјата за кандидат за градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН, бидејќи
ВМРО-ДПМН нема победено само во 2 општини во Македонија во овие 34 години на едни локални избори непосредни, тоа е општина Карпош и општина Куманово, или ќе гласаат за добро познатиот градоначалник Стефчо Јакимовски, кој би му го дале петиот мандат, да не ги исклучувам, ајде сега да не биде толку неблагодарно и кандидатите на СДСМ, Маја Мојсова, на левици, кандидатката од независните, може би условно кажано да се случи чудо некој од нив особено или не знам да би влегол во вториот круг, но секако Карпош ќе биде дефинитивно во радарот на овие локални избори, бидејќи станува збор за општина со хетерогено гласачко тело кое во овој даден политички момент има на располагање на политичката понуда 5, условно кажано јас ги велам, компетитивни кандидати кои ќе освојат неколку илјадници гласови. Најслабиот од нив се очекува дека нема да заврши како тотален политички маргиналец освојувајќи 500 гласа, туку гласовите ќе бидат во неколку илјади. Тоа е прави многу интересна општина Карпош за наблюдување и за следење какви ќе бидат тамо веројатно ќе биде одлучувачки кој ќе особено во Советот. Тука само да се надоврзам на советничките листи, апсолутно сите кандидати и нивните политички партии ќе бидат представени во Советот, па дури и политичката партија знам се очекува да земе неколку советници или еден, два советници, ја не знам, согласно минатогодишните избори на парламентарни избори колку гласови освои знам во Карпош, и тука ќе биде многу партиски хетерогени мешан советот и ќе треба многу вешто идниот градоначалник да создава и склопува советничко мнозинство, да ги артикулира интересите на сите советнички групи, бидејќи без Советот многу добро знаеме дека апсолутно е парализирана работата на еден градоначалник. Да, интересна е заостојбата со политичката партија Левица, која иако има добра поддршка, да речеме, на парламентарни избори, па и според анкетите, поради дисперзија на гласовите, мислам дека нема шанси да освои градоначалник никаде. Тоа е, како да кажам, лошата карма за Левица, која е во налет од незиното формирање секогаш одат во нагорна линија без разлика дали станува збор за парламентарни, локални па и претседателски избори, но се уште условно кажано во таа епска битка во Левицата, тоа е меѓу политичката партија Левици и СДСМ, тие не се дојдени на второто место да би можеле туку така лесно да освојат градоначалник, но мислам дека растот на Левица, доколку хипотеза направиме на овие избори се случи да Левица како политичка партија влезе во вториот круг, јас што велам на бараж со кандидатите на ВМРО-ДПМН во некои општини како општина Аеродром, општина Кисела вода, па дури некои споменуваа дека и во град Скопје тоа може да се случи со кандидатот Амар Мециновиќ, тогаш тоа ќе биде еден нов политички феномен во Македонија, бидејќи никогаш веројатно во историјата треба да се провери во такви урбани скопски општини друга политичка партија надвор од редовите на ВМРО-ДПМН и СДСМ не влегла во вториот круг, и тоа ќе биде политички тренд кој апсолутно ќе оди на корис на Левица, на штета на СДСМ, но да ги видиме резултатите. Особено очекувам добар резултат на Левица на советничките листи во урбаните центри низ Македонија и скопските општини, каде што веќе имаат упоришта како што се Карпош, Центар, Аеродром, имаат голем број на советници градот Скопје, низ другите општини низ Републиката. Мислам дека на минатите локални избори имале околу 50.000 гласови кои им донеле 50 советници на 35 советнички листи, а сега мислам дека лидерот на Левица во токму во ова студио најави дека во преку 60 општини во Република Македонија овој пат на овие локални избори Левица ќе пушти кандидатски листи, што сакам да кажам дека логично е по аналогија на нештата, доколку и го зголемат бројот на советнички листи во цела држава, да им се зголеми бројот на гласови аналогно. Може да земете вие гласови во многу општини, а да не земете нели советник, да не прескочите таа природна бариера за освојување на еден советник, но психолошки, доколку они го зголемат бројот на советничките листи во апсолутен број на гласови споредбено со минатогодишните парламентарни избори, тогаш тоа ќе биде, да речеме, политичка победа за Левица, бидејќи ќе го, условно кажано, народски
политички филмот ќе го возат и понатаму дека тие се партија во надоаѓање, дека треба СДСМ да ја пасокизираат, а потоа ако ќе станат условно кажано вистинската левица или главната опозиција на ВМРО-ДПМН, треба да бидеме сведоци на епската битка меѓу ВМРО-ДПМН и левица во годините што доаѓаат. Да, исто така особено ќе биде интересна, но и пресудна битката и во албанскиот политички кампус, особено помеѓу Вреди и Дуи. Тука се општините Чаир, Тетово, Струга, Кичево. Иако за Кичево има интересни комбинаторики, се вели дека постојат големи шанси овој пат ВМРО-ДПМН да го земе Кичево со некои комбинации и со тоа етнички македонец да биде градоначалник на Кичево повторно, ќе видиме тоа како ќе биде, но сепак овие општини се пресудни. Особено општината Чаир е посебна, бидејќи тука Дуи и Вреди ги извадија политичките тешкаши, тешката артилерија тука е. Како да ги супроставија првите луѓе и велат, еве, тука кој ќе победи, тоа ќе биде пресудно понатаму. Добро, тоа ќе биде така представено во јавноста. Точно е дека општина Чаир има многократно поголема политичка тежина за воетничко албанскиот политички блок од општина Рачиново или Теарце. Во општините кои ги спомнавте во Западна Македонија е интересно бидејќи се етничко хетерогени општини каде што ВМРО-ДПМН освен во општина Кичево не пушти кандидати, СДСМ исто така нема пуштено кандидати, односно може да се, како да кажам, политички пазарат со етничко македонските гласови, особено во вториот круг, дали биле тие под команда или насочени од ВМРО-ДПМН или од СДСМ, независно, но тука па левици им ги помати сметките, им ги помести политичките игри, говорам и на ВМРО-ДПМН и на СДСМ со некандидирањето, тоа и премиерот мислам дека упати директен и жесток напад кон левица дека одработува за Дуи. Може би етничко македонските гласови баш во Струга, Тетово, Гостивар ке се концентрираат кон кандидатите на левица, условно кажано изневерени дека доминантните македонски политички партии не кандидирале и се откажале од битката веднаш. Општина Кичево е спомнавте. Кичево е, да речам, условно кажано, перцепираната изгубена општина во очите на етничките македонци согласно законот за територијалната распределба од 2004 година. Од 2009 етнички албанци, тоест единствено Фатмир Дакари ја води општина Кичево, доколку се служи под наводници чудото и повторно стане етнички македонец градоначалник на Кичево, тоа дефинитивно ќе донесе во, ајде да кажам така, по ултра националистичкото или по-десничарското гласачко тело дополнителни поени кај ВМРО-ДПМН, дека тие ќе испаднат херои во очите на патриотите македонци, дека ете го вратиле Кичево од пежеративно албанците кои ги викаме на друг начин, а од друга страна, ако се случи па ВМРО-ДПМН да добие градоначалник во Кичево, мислам дека тоа ќе представува огромен проблем кај Влен, како понатаму Влен да биде коалицијски партнер на ВМРО-ДПМН, бидејќи согласно реториката на нашите етнонационалистички партии, Дуи ќе биде таа што постојано ќе го обвинува Влен дека измеќарството и подаништвото на Влен довело до тоа да и општина Кичево изгуби етнички албанец за градоначалник, односно сето тоа што Дуи го направила во минатото, Влен со својот поданички и измеќарски однос во коалицијата со ВМРО-ДПМН го пропастила и тоа ќе добие повеќена сила за, мислам дека Дуи да лови националистички гласови, а Влен, бидејќи не е партија, е повеќе партиска коалиција, ќе создава нервоза во редовите меѓу тројцата лидери на Влен и точно Кичево може да биде тригер за идни политички расврски. Да, но Вреди се разбира дека ќе има и проблем доколку не го добие Чаир, бидејќи го номинира вице-премиерот Изетмеджи. Апсолутно. Значи излегува од влада, втор човек од влада, нели? Апсолутно, и тој е поранешен градоначалник во 3 мандати на Чаир. Многу пати забораваме дека тој е од Дуи градоначалникот на Чаир и Дуи дека таму победувала, а условно кажано Дуи го изгуби Чаир со тоа што тој стана нивни политички противник и неговото протеже Висер Ганиу во општина Чаир отиде во политички преградки со него. Точно е тоа дека поразувајќи го Изетмеджити кој е сега вице-премиер за животна средина, ни се случуваат овие пожари какви што ни се случуваат и нема апсолутно никаква морална или политичка одговорност во однос на тоа. Ако Изетмеджити изгуби во Чаир, тогаш Дуи ќе речат ти не си победувал во Чаир во изминатите 3 мандати, туку победувала
политичката партија ДУИ, авторитетот на Али Ахмети, и тоа што ти си бил наш кандидат, тебе те правило градоначалник, а од друга страна, па ако Изет Меджити ќе победи во општина Чаир, ќе вели дека тој бил тој што во изминатите 3 мандати ја носел победата на ДУИ во општина Чаир и дека сега граѓаните, кога тој станал противник на ДУИ, го избрале него и му го дале легитимитетот, односно сакам да кажам, ги цртам контурите како ќе биде политичката пресметка во реториката предизборна, а особено постизборна визави резултатот во општина Чаир. Да, доколку ДУИ или доколку перцепцијата биде таква ДУИ дека да победе на локалните избори, бидејќи и победа на локални избори во ваков случај може би тешко и да се одреди. Можете да освоите повеќе градоначалници, но помалку советнички места. Со помалку гласови можете да добиете повеќе или можете да добиете градоначалници во поголеми средини, а во помалци така натаму, па сега и двете партии да велат дека победиле. Така и ќе биде. Но доколку биде перцепцијата дека ДУИ победила, може ли тоа да предизвика и предвремени избори, може би промена во владачкото мнозинство? Па апсолутно. Во етничко македонскиот политички блок ситуацијата е прилично јасна. Тука апсолутен победи се очекува да биде ВМРО-ДПМН. Во етничко албанскиот политички блок за мене ќе биде третиран согласно како им одговара на двете политички коалиции кај албанците кај нас, односно согласно диоптријата, ако го земат Чаир и остане како бастион на коалицијата Вреди, заедно со општина Тетово, која е најголема општина со етничко албанско население, односно е политички трофеј кај албанците, ако се случи некое чудо да се земе општина Струга или не знам Гостивар, зборам Влен плюс овие две, апсолутно тоа ќе го прогласат за голема политичка победа на коалицијата Влен и покрај тоа што најверојатно ќе имаат драстично помалку советници освоено гласови на советничките листи, а ДУИ пат постојано визави таков изборен резултат ќе кажува дека победиле на советничките листи, а дека со гласовите на етничките македонци, односно ВМРО-вци победиле во општина Чаир, Тетово и евентуално Струга, говорам за Влен, но доколку се случи па ДУИ да ја земе општина Чаир, Гостивар, Струга, што се дел од коалицијата ДУИ или директно градоначалници ДУИ, да го задржи Кичево, па дури да речем да се случи чудо да победи ДУИ пак во Тетово, тоа ќе биде политички джандар збира и патосирање политичко на Влен, бидејќи тогаш разликата на советничките листи веројатно ќе биде 2:1 и мислам дека ќе направи сериозно не вознемирување, туку сериозен раздор внатре во коалицијата Влен. Арбен Таравари веќе си отиде на спротивната страна, ќе има веќе, замислете, тогаш нема да биде ни градоначалник Билол Касами во Тетово, ќе биде политички поразен Изет Меджити, веќе тие меѓу нив заедно со лидерот на Алтернатива, која е најслаба политичка партија во таа коалиција, политички ќе почне да се ги вадат очите, односно тука станува збор за многу суетни политичари кои ќе бараат вината во другиот, а не во себе и во својата партиска структура. И да, може тоа да биде тригер за предизвикување на предвремени избори идната пролет или почетокот на летото, доколку Влен има драстичен пат кај албанците и со коалицирањето со ВМРО-ДПМН уште толку паѓа, особено и знам ако падне, мислам дека тогаш ќе се види дека ќе се рони легитимитетот и гласачкото тело на партиите кои коалицираат во коалицијата со ВМРО-ДПМН. Да, и за крај за анализата поврзана околу локалните избори, некако не се задржавме премногу на СДСМ, ги спомнавме така делимично низ целата дебата. Што мислите за СДСМ? Која констелација ќе произлезе за нив после овие локални избори? Значи, имаме тука истата математика, е број на градоначалници, број на советници, но интересна е математиката околу вкупниот број на гласови во однос на парламентарните избори. Значи, доколку тие добијат и повеќе гласови од парламентарните избори, може и тоа председателот на партијата да го представи како некаков напредок, ајде да речеме, иако освои многу малку градоначалнички места. За СДСМ ќе биде исклучително важно да победи во општина Центар. Јас очекувам да победи во општина Центар и анкетите тоа го велат, нели, актуелниот градоначалник да победи во општина Центар, бидејќи тоа ќе остане, да речеме, единствениот бастион или остров на цело Скопје ВМРО-вски град. Нешто слично како 2013 кога од Центар тие славеа победа, бидејќи
ја добија општина Центар, би било исклучително важно за партијата или за политичкиот опстанок на Венко Филипче да, ако би ја добиле општина Куманово и се случи такво чудо, да речеме најголемата општина во републиката, и да добијат неколку, да речеме, помали, не знам колку на број општини, каде што се уште имаат актуелни градоначалници во општините во изборна единица 3, изборна единица 4. Крушево е една од тив. Крушево, Валандово, Белово, Делчево, Пробишти, Богданци, Демир Хисар, да не ги редам сите, тие се да Крива Паланка, точно Сашо Митовски. Сега ако задржат и таму градоначалници, тоа да бидат некои опозицијски островски јадра на СДСМ во изборната единица 3, 4 и 5. Тоа говорам за, условно кажано, еден политички опстанок на Венко Филипче, бидејќи е многу кратко време лидер на партијата и ако се случи да речеме да има зголемување за еден глас повеќе како што велат на советничките листи од минатогодишните парламентарни избори кога има 153.000 гласови. И покрај тоа што би имале епски пораз ако ВМРО-ДПМН освои 350 на советничките, овие 155. Но тоа е условно кажано добрата варијанта некако Венко Филипче да го представи тој пораз во јавноста дека ете наследил тотално деморализирани партиски распадната партија од организацијски аспект. Ако се случи, условно кажано, не дај Боже за СДСМ, да не добие ниту една општина, да добие многу помалку гласови на советничките листи за разлика во однос на минатогодишните парламентарни избори, говорам сега под хипотеза од 153 да паднат на 120, 110 или под 100.000 гласови на советничките листи, тога што е Армагедон за таа политичка партија, апсолутно мислам дека ќе треба да има не само лидерска, комплетна смена и на лидерот, на раководството, на парадигмата, па дури ако сакате и на политичкиот идентитет на таа партија, бидејќи тоа ќе значи дека партијата го фатила патот во неповратот и тоа се двете дилеми кои јас ги наметнувам пред СДСМ во очи на локалните избори, бидејќи би било, како да кажем, налудничаво јас да речам, СДСМ може да победи на локалните избори, да има поголем број на овој советници и градоначалници, бидејќи тоа ниту некој го очекува, ниту па ова анкетите тоа го говорат. Јас ги кажав, да кажам условно кажано, позитивните или, како да кажам, оптимистичките сценарија за СДСМ како политичка партија и незината политичка иднина во годините и децениите кои следуваат, особено за лидерот и ова раководство, и политичката пропаст или политичкиот Армагедон е втората дилема која ја образложив што тоа би значило за СДСМ, незиното членство, незиниот идентитет и иднина како политичка партија. Да. И на крај еве да ја затвориме целата анализа, мислам да се тргнеме веќе од локалните избори со нешто што не преокупира цело време, тоа се евроинтеграциите. Исто така ги очекуваме тие црвени линии на опозицијата на СДСМ, ги очекува и власта. Повторно имаме тука некаква политичка игра околу тоа, околу црвените линии на државата, но се чини дека во однос на тоа прашање со соседна Бугарија не се случува баш ништо. Или со други зборови, остануваме заглавени на патот кон Европа. Па така и сака и од власти и од опозицијата. Црвените линии на опозицијата се смешни, би рекол и патетични од опозиција, односно партија која го донесе и го изгласа францускиот предлог, сега да дава црвени линии. Едноставно не сме на радарот на големите сили, самата Европска унија, големите држави, Франција, Германија, Италија, ако сакате, особено не сме во радарот на САД, со ново избраниот старонов американски председател Доналд Трамп. Ние ќе си поставиме црвени линии, ќе си ги дебатираме во студиите. Во Бугарија нема веќе ни да не споменат. Бугарија има политичка влада која е зависна од Дељан Пеевски. Тие се беа во еден како да речем, перпетуирачки циклус на преповторени избори, опозицијата таму притиска за нови избори, апсолутно за нив црвените линии се францускиот предлог. Во бугарскиот парламент јас многу добро ја следам, ја знам и важам за еден од најголемите експерти за бугарската политичка сцена. Можам да ви кажам директно дека во бугарскиот парламент политички очите ќе се ги извадат, дури имаше политички напади и тепачки меѓу претениците од власта или од владеачкото мнозинство со претениците од опозицијата, но кога станува збор за македонското прашање, македонскиот вопрос, како што го вела таму, или не знам, создавањето на консензус во визави францускиот предлог, дали треба да се ретерира, да се дадат некои гаранции, па не знам, нашиот министер за надворешни работи ќе рече ќе преговараме со Бугарија, па Никола Димитров ќе објаснува по телевизија. Јас ви гарантирам
дека 8 представени политички партии и коалиции веднаш ќе се обединат и ќе имат унисон тврд став во однос на тоа дека нема попуштање. Односно, ја кажувам реалноста дека ние тука ќе се избориме така како што се избориме. Бугарите апсолутно нема да се занимаваат со тоа. Не црвени линии што сакаме да правиме и да поставиме, ние нема да ги почнеме преговорите во наредните 5, 10, 50 и 500 години, се додека е ова статус-кво, а ќе гледаме и ќе читаме секојдневно како Албанија отвари, затвара поглавја и како Албанија, веројатно согласно изјавите на комесарката за проширување Марта Кос, заедно со Црна Гора некаде 2029-2030 се очекува да влезат во Европската унија. Доколку Албанија влезе во Европската унија, а ние се уште сме на нашите црвени линии без почнати преговори со Европската унија, тогаш Господ е напомош на оваа држава. Да, тоа се вика среќен пат на соседите, ние ќе се седиме тука. Ќе си имаме црвени линии. Да. Благодарам господин Атанасовски за оваа анализа. Благодарам за поканата, ми беше задоволство. Да, ова е првиот дел од Студио 10. Почитувани, останете со нас, одиме се сега со една кратка пауза и продолжуваме со Златко Кузманов.